Гостин во мие интервју е министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, со кого ќе разговараме за повеќе актуелни теми. Министре, добре дојдовте во студиото на МИЕ. Благодарам за поканата и за можноста да гостувам во вашата емисија. Најнапред би започнала со тоа што е поактуелно, темите околу Европската Унија. Во последните месеци сведоци сме на експанзија на иницијативи во вид на нон-пейпери за текот на проширувањето. Прво беше самитот во Тиват, потоа двата нон-пейпери, едниот на Мерц и Макрон, кој што предлага постепено интегрирање. Неодамна се појави втор нон-пейпер на групата земји пријатели на проширувањето, кој што е малку поинаков од првиот. Како ги коментирате сите овие документи? Прво, во една општо кажано, ние како земја кандидат и земја од регион кој што колективно има за цел да пристапи кон членство во Европската Унија, се радуваме на фактот што политиката за проширување повторно добива за засилено значење во рамките не само на институциите на Европската Унија, туку и кај земјите членки. Тоа е многу значајно бидејќи еден подолг период сите зборуваа за проширување, но во пракса ништо не се работеше. Сега, причините зошто дојде до тоа се причини од геостратешка природа и се навистина жални. Руската инвазија врз Украина, руската агресија врз Украина наметна засилено значење на политиката на проширување. Но ние мораме да ги користиме, независно од тоа како е дојдено до оваа ситуација, мораме како регион и како поединечно, како земји да ги користиме овие можности. Исто така да, факт е и тоа што вие го кажувате, дека во последниот период има, јас го нарекам тоа, хиперпродукција на нон-пейпери. Покрај овие документи има и други документи кои што излегуваат на иницијативи и на земји членки, и на одредени институции, па и на think tank заедницата, кои што даваат мислења, ставови за како треба да се гради политиката за проширување, за да таа биде адаптибилна и на внатрешниот развој на Европската Унија во моментот, но и на различни сензитивности кои што постојат и кај земјите кандидати и кај земјите членки, а кога е во прашање политиката на проширување. Позитивното што треба ние да го гледаме е што сите јасно ни нагласија дека политиката за проширување нема да се димензионира на таков начин што овие процеси ќе се гледаат како алтернативи за проширувањето. Односно, останува моментот на членство, полноправно членство за сите земји како кандидати, но политиката за постепено интегрирање да се модернизира за до моментот на полноправно членство има одредени можности кои што ќе можат да ги искористуваат земјите кандидати. Тоа е вака упростено да кажеме која е онаа дискусија која што се случува. Ние ја сметаме истата за позитивна. Нашиот инпут кога се бара го даваме, но крајната одлука секако не е кај нас. Ние не сме земја членка на Европската Унија. Крајната одлука за сите овие прашања ја носат европските институции заедно со земјите членки. Се работи, условно да кажам, под радарот, за да се најде решение да се отвори патот за преговори. Па кратко ќе ве прашам, дали и кога можеме да очекуваме поместување? Од моментот кога е формирана оваа влада, од 2024 година, од првиот момент ние работиме на решение. Затоа што ќе повторам исто така нешто што често го кажувам, го немаме луксузот на време да чекаме некој друг да ги реши предизвиците кои што се поставени пред нас. Дали е фер што постојано се соочуваме со неправедни предизвици поврзани кои што се од билатерална природа? Не е фер. Но имаме и реалност со која што треба да живееме. Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добиено својот легитимитет, јасно го следи ставот
на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така да работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кој што само по себе нема да биде одржливо и кој што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. А во оваа насока дали иницирате средби со вашата бугарска колешка Велислава Петрова со цел враќање на довербата која што во периодов малце? Јас ја иницирав првата наша средба која што се случи во Шведска на маргините на состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО. Од наша страна, нашата председателка ја иницираше средбата која што се случи пред извесен период со председателката на Бугарија, госпожа Јотова, и во иднина ќе продолжиме да иницираме средби, пред се насочени кон отварање на теми од билатерална природа. Имаме ние и прашања кои што треба да ги решаваме текопно, кои што не се единствено поврзани со деблокирање на нашиот евроинтеграцијски процес. Во следните неколку месеци ќе постојат и повеќе можности ние да се сретнеме на различни мултилатерални формати, така да без никаква дилема ние ќе бидеме проактивни. Ние ќе работиме да се најде решение заедно со нашите европски партнери, но ќе повторам, не решение по секоја цена. Евроамбасадорот Рокас минатата недела кажа дека земјава покажала капацитет за спроведување реформи. Меѓутоа, за напредок, меѓу другото, се три клучни области, меѓу кои што меѓу најважните владење на правото. Како го оценувате напредокот во оваа област? Прво, јас би кажал дека нашата држава, посебно во последната година, има постигнато значителен напредок во делот на имплементација на реформската агенда. И тоа, вие го споделивте ставот на амбасадорот на Европската Унија, но и фактите говорат сами по себе, бидејќи има извештаи кои што ги подготвува Европската комисија, а државата добива и преку планот за раст директно финансирање и за проекти, но и за директна буџетска поддршка врз основа на спроведени реформи. Така да не е субјективно моје гледиште дека ние сме успешни во имплементирање на реформите, туку објективно така не оценува и Европската комисија. И јас сум убеден дека ние и по завршувањето на овој извештаен период кој што помина пред неколку недели, ќе останеме лидер. Но исто така предизвици остануваат, а остануваат и приоритети кои што се определени за периодот кој што следи. И дел од тие приоритети се поврзани со областа владење на правото, поврзани се со областа реформа на правосудниот систем, исто така поврзани се и со областа на реформа на јавната администрација и тука се прават значителни напори за имплементација на тие реформи. Но во делот на реформата на правосудството и во делот на владењето на правото, јас тука сакам да нагласам дека не е единствено тоа што може да го направи извршната власт, па не е единствено тоа што може да го направи и собранието. Тука е споделена одговорност на како оние закони кои што се носат на иницијатива на владата, а кои што ги носи собранието, како истите ќе бидат имплементирани од страна на правосудните институции. Така да ние како влада ќе работиме да создадеме најдобри возможни услови и во делот на финансирање на правосудството, и во делот на потреба од засилување на кадрите кои што се потребни. Тука не зборуваме единствено за нов судски или обвинителски кадар, туку и за стручни соработници и за повеќе административен персонал. Ке се носат со одветните закони, има точен план и навистина амбициозна агенда во Министерството за правда, но многу зависи и од сите други чинители во тој систем, за тоа колку ќе бидеме успешни во делот на реформата на правосудството и подобрување на состојбите поврзани со владењето на право. Да се врати и довербата на граѓаните во правосудство, да се крене процентот. Так, и затоа велам, зависи од сите нас. Ние сме еден од клучните чинители како влада, но ќе повторам, не сме единствен чинител. И сите треба да бидеме на висина на задачата, да соработуваме, да даваме забелешки кога се потребни, но исто така да работиме и на имплементирање на сите овие мерки кои што се носат, дел од нив во форма на закон, но дел од нив и во форма на стратегии кои што треба да се имплементираат и други правни документи. Опозицијата обвинува дека стагнираме на патот кон ЕУ, дека нема напредок. Меѓутоа, за да се оди напред, на некој начин потребен е и политички консензус. Тоа го кажа евроамбасадорот како еден од клучните услови кога ги набројуваше кои се. Дали е можно кај нас да се постигне политички консензус?
Пред скоро точно 5 години, на 29 јули 2021 година, ние во Собранието постигнавме политички консензус со резолуција поврзана со државните позиции поврзани со националниот интерес. Тука мислевме на идентитетски, историски и други прашања. Ако се сеќавате, скоро со консензус ја изгласавме таа резолуција. Но тогашната влада на ДУИ на СДСМ во рок од неколку месеци потоа го погази тој консензус. Иначе ако ме прашувате дали ни е потребен консензус, без никаква дилема. Но тука прво опозицијата мора да почне да живее во рамките на реалност. А реалноста е дека нејзината попусливост и немањето на капацитет далеку сежно да се гледаат последиците од тоа што се случуваше во 2021 и 2022 година, не доведе до оваа позиција до која што сме сега. Имаат легитимно право. Па јас би рекол, скоро сета дадат и критика и став, тоа е функцијата на опозиција во една парламентарна демократија, нели? Да дава критика, да дава инпут. Но во делот на надворешната политика сметам дека е областа каде што треба да се извинат на граѓаните за сите грешки кои што ги правеа во тој 7-годишен период од владење и да дадат безрезервна поддршка на владата за да може да ги поврати позициите на државата и да може да работи за создавање на систем каде што конечно ќе имаме предвидливост по европскиот пат. Дали државата назадува по европскиот пат? Легитимно е прашањето да го поделите на два дела. Прво е делот на што правиме од стратешка природа. Во делот на внатрешните реформи и евроамбасадорот кажа, но ете да не го парафразирам, најдобре тие да ви дадат инпут, јас ќе ви кажам, ќе се види и последниот извештај што доаѓа на Европската комисија дека државата напредува во делот на реформите. Европската унија нагласува дека како држава ја пофалува нашата стратешка определба. Сме земја со целосно усогласена заедничка надворешна и безбедносна политика, земја која што прва во регионот потпиша партнерство за одбрана и безбедност со Европската унија и земја која што знае каде ја води својата надворешна политика. Но, точно е, ни останува предизвикот со Бугарија. Вештачки создаден предизвик, меѓу другото создаден заради тоа што две политички партии да се одржат на власт, попуштија се што се бараше од нив и тоа работиме да го решиме. Во меѓувреме, дури да се реши ова прашање, ќе бидеме најдобриот кандидат возможен и сме на вистинскиот пат во таа смисла. Тие го тврдат спротивното, дека тоа бил добар предлог, одат со тоа. Знаете, доколку е добар предлогот, доколку е добар, нема секој да има различно толкување за кои се нашите обврски во него. Туку ќе имаме јасна слика за тоа што се очекува од нашата држава. Затоа што денес представниците на опозицијата и дома ни велат единствено уставните измени се тоа што се бара од нас. А ние на наши билатерални средби од официјални представници на Бугарија прво сме информирани дека не се единствено уставните измени, тоа што се бара од нас, туку се бараат и различни отстапки, меѓу кои што и отстапки од историска природа, а исто така ни се укажува дека не се работи само за нивно толкување, туку се работи и за ветувања давани од високи представници на претходната влада спрема Бугарија. Дел од тие луѓе кои што сега се на раководни позиции во Бугарија, во делот на надворешната политика, биле на раководни позиции во тој период. И тие точно памтат што им било ветувано. Така да, овие луѓе од опозицијата, и тука зборувам колективно и за представници на ДУИ и за представници на СДСМ, или заборавиле што правеле во тој период од 2021-2022 година, или сакаат за ситни политички поени да ја манипулираат нашата домашна македонска јавност, но истовремено со тоа ги нарушуваат позициите на државата. Затоа велам, легитимно е, критикувајте се што мислите, но барем во полето на надворешната политика, каде што имавте страшен дебакл, дозволете и на оваа влада да продолжи да го прави она што го прави, затоа што ние мораме да бидеме и објективни, дека слушаме и поинакви пораки од високи представници на земјите членки на Европската унија, дека спрема нашата држава треба да се превземат некои дополнителни обврски за да се гарантира предвидливоста на нашиот европски пат. Европската комисија на 30 септември се планира да излезе со извештај за новиот пристап кон проширувањето. А дали тогаш можеме да очекуваме нешто поразлично евентуално од блокирање на нашиот пат? Јас тоа што го очекуваме
ова се документи или повеќе документи кои што се во подготовка, е да има многу појасен развој на политиката за постепено интегрирање, така наречениот gradual integration. Се мисли за економскиот пазар? Па не, економскиот пазар е еден од тие елементи, но не е единствениот за кој што се дискутира, има и други прашања кои што се отворени, но сметам дека го немам луксузот во овој момент да шпекулирам, но тоа што би кажал е дека правичните информации кои што пристигнуваат со нас е дека ова ќе биде нешто што ќе биде добре дојдено кај земите кандидати, но повторно ќе кажам, го кажувам тоа и со блага резерва, бидејќи треба да го почекаме и конечниот ишод. Министре, неодамна бевте во посета на Соединетите Американски држави, се сретнавте со заменик државниот секретар Кристофер Ландау. А може ли да ни кажете што поконкретно разговаравте? Што може да се очекува како следен чекор во нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави? Стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, јас тоа знам да го повторам, еден од трите основни постулати на нашата надворешна политика. И тоа е така и од историски причини, но гледајќи го и следејќи ја потребата државата долгорочно да гради односи кои што се димензионирани за ова време во кое што живееме. Ние, ако се сеќавате, пред неколку месеци бевме првата земја од Европа која што имаше стратешки диалог со Соединетите Американски држави во Вашингтон. Во рамките на тој стратешки диалог ние прво анализиравме сето она што е постигнато во последните години, но воспоставивме јасни планови за како треба да движиме нашата соработка гледајќи напред. И тука зборувавме за многу конкретни проекти, дел од нив во одбраната и безбедноста, дел од нив во дигитализацијата, дел од нив значајни проекти и за нашата економија, за нашите трговски односи, односите во делот на енергетиката. Така да ние имаме многу работи кои што постојано ги следиме со Соединетите Американски држави. Едно од темите за кои што зборуваме и добива засилена динамика е да се отвори процесот на разговори, односно на преговори со Соединетите Американски држави за така наречената Visa Waiver програма. Тоа јас сакам јасно пред граѓаните да кажам дека тоа не е процес што се случува преку ноќ, туку тоа ќе бидат повеќе годишни преговори, но ние од наша страна веќе ја подготвуваме работната група која што треба да не застапува во тој процес и очекуваме во некоја блиска иднина да ги почнеме и официјалните, би сакале да ги почнеме и официјалните разговори по тоа прашање. Дефинитивно. Меѓу другото, подпишавме и договор во делот на Global Entry програмата и тука очекуваме во многу побрз период тоа да го завршиме. Што би значило тоа? Тоа би значило дека нашите граѓани ќе имаат пристап до една програма на Соединетите Американски држави која што е за доверливи партнери, односно сите оние лица кои што поседуваат американски визи и кои што ќе ја поминат проверката на Global Entry програмата при влез во Соединетите Американски држави да не треба да чекаат на редица за граница. Но Visa Waiver програмата е исто така една наша амбиција. Ке повторам, ние од наша страна веќе комуницираме со нашите партнери во САД, ја формиравме работната група. Процесот ке повторам уште еднаш што ќе трае неколку години, но би сакале да видиме успешен крај и на тоа. Би се префрлила сега на теми кои што исто така се во вашиот домен, тоа е надворешната трговија. Минатата недела беше голема индиска делегација првпат предводена на толку високо ниво од председателката на Индија Друпади Мурму. Имаше и бизнис форум, беше изразен интерес во области како земјоделие, преработка на храна, индустријска соработка, како и тоа да се зголеми трговската размена со Индија. Дали има нешто поконкретно на повидок од оваа посета? Прво што би сакал да го кажам е дека навистина се работеше за историска посета и за значајна политичка, но и економска порака која што Индија ја пушти. Индија е земја со која што сите земји во светот во моментот имаат амбиција што повеќе да соработуваат, затоа што е земја со огромно население, но земја која што значително напредува во различни области, меѓу кои што и вештачката интелигенција. Европската унија со засилена динамика работи на своите трговски односи со Индија пред неколку месеци. И председателот Кошти и председателката на комисијата фон дер Лајен беа во посета на Индија, каде што објавија неколку историски трговски договори помеѓу Индија и Европската унија, така да
Природно е кога Европската унија е наш пазар, Европската унија работи на засилување на економско и трговските односи со Индија и ние да работиме во таа смисла. Јас тука би сакал посебно да ја поздравам умешноста на председателката Силјановска Давкова, која што успеа да ја покани, не само да ја покани, туку успеа да ја убеди председателката на Индија да дојде во нашата земја заедно со огромна деловна делегација. Јас прво тоа што бих сакал да го кажам е дека во последните години ние имаме значителен раст на трговијата со Индија во една позитивна смисла, но сметаме дека имаме огромен потенцијал. И за нас од најголемо значење беше присуството на представници на деловните комори на Индија, представници на компании кои што ги мреживме со нашите компании, затоа што G2G ангажманот помеѓу влади покажува порака дека државите сакаат да соработуваат. G2B ангажманот, држава со бизнис, упатува исто така јасни насоки за тоа како изгледа бизнисот во една држава и кои се можностите. Но клучен е B2B ангажманот. Компаниите да соработуваат, да гледаат за идни проекти, да гледаат за отварање на нови пазари, да гледаат инвестициски потенцијал меѓу себе и сметаме дека поставивме стабилна основа на таа смисла и во следниот период ќе продолжиме со таа динамика да почнеме да гледаме и опипливи проекти од онаа иницијатива која што се покажа, но фактот што бевме избрани како една од трите земји во оваа европска турнеја на председателката на Индија е само по себе јасна порака дека Индија гледа потенцијал во македонскиот пазар, исто како што ние гледаме потенцијал огромен во индискиот пазар. А се разговараше ли за отварање амбасада тука? Ние имаме амбасада по долг период во Индија и едно од темите кои што и председателката на државата, но и председателот на владата Мицкоски го отворија во нивните билатерални разговори со председателката на Индија е темата за отварање на амбасада на Индија во Скопје. Кога сме веќе во доменот на надворешна трговија, во Обединети Арапски Емирати неколку пати беа представени инвестициските можности на земјава. Кои други држави ќе бидат приоритет во привлекување на странски директни инвестиции? Кои сектори имаат најголем потенцијал за извоз и за привлекување инвестиции? Тука со вас морам да ова е многу добро прашање, бидејќи ние постојано во делот на економскиот развој зборуваме за инвестиции, но добар е вашиот заклучок дека ние треба да работиме и на промоција на извозот. Премал број наши компании се извозно ориентирани. И тука имаме огромен потенцијал и тука во меѓу другото во последниот период и како институција даваме голем фокус, работејќи го сето тоа на еден координиран пристап со стопанските комори, кои што навистина се ангажирани и ни помагаат во таа смисла. Прво, нашиот таргет се нашите традиционални трговски партнери. Тоа се земјите од регионот, Европската унија и земјите членки на Европската унија како традиционални трговски партнери, Соединетите американски држави, но исто така мораме да се отвориме и кон нови пазари. И тука мислиме на земјите од Арапскиот залив, повеќе пати бевме во Обединетите Арапски Емирати, пред неколку недели бев во посета на Катар, исто така земја со која што имаме огромен потенцијал во повеќе индустрии. Во следниот период исто така планирани ли се ваков тип на посети координирани со представници на стопанските комори и на Мороко и на Египет, така да ќе продолжиме да бараме и нови пазари, не само да еден од приоритетите е и привлекување на странски директни инвестиции, но исто така еднакво значаен приоритет ни е и промоција на извозот. Во таа смисла пред неколку недели бев присутен во Лондон на еден од најголемите вински сајми, каде што македонската винска индустрија, која што е идеален пример на индустрија со висока додадена вредност во својот извозен капацитет, која што треба максимално да поддржуваме, но ни требаат повеќе таков тип на извозни проекти во една суштинска смисла и ќе продолжиме покрај традиционалните пазари да бараме и нови пазари. Индија ја спомнавме претходно, но и земјите од Арапскиот залив и исто така одредени земји од Северна Африка, во северниот дел на Африка со кои што сметаме дека имаме исто така потенцијал. Да се вратиме малку на дипломатијата повторно. Се пополнува бројот на амбасадорски места. Дали можеби е планирано отварање на нова амбасада до крајот на годината или идната година?
или дали се планира засилување на дипломатското присуство во региони каде што не е застапено? Значи, процесот на именување... Дали некој ќе отвори амбасада кај нас, некоја држава? Процесот на именување на амбасадори и генерални конзули е динамичен процес, затоа што постојано завршуваат некои мандати, нови се именуваат и секако тоа е процес кој што во координација со председателот на владата и председателката на државата ние постојано работиме на тоа прашање. Нашата цел е, доколку се оди согласно динамиката која што имаме предвидено, до крајот на оваа година да отвориме со сигурност 2, а можеби и 3 нови дипломатски конзуларни представништва. Значи, клучно ни е отварањето на новата амбасада во Вилнус, во Литванија. Зошто тоа ни е клучно да го направиме во најбрз можен рок, бидејќи од 1 јануари следната година Литванија го превзема претседателството со Европската унија. Исто така очекувам во неколку месеци да го отвориме генералниот конзулат во Корча, во Албанија. Тоа е многу значајно заради македонското национално малцинство кој што е на тој дел од територијата на Албанија, да може да добива и конзуларни, но и други тип на услуги од наше дипломатско конзуларно представништво, а исто така имаме и амбиција во следниот период да ја отвориме и нашата амбасада во Саудиска Аравија. Така да би рекол дека тоа се 3 наши приоритети во делот на проширување на мрежата на дипломатски конзуларни представништва и тоа го правиме од стратешка природа. Литванија заради тоа што е најголема и една од највлијателните земји во Балтикот и тука ни треба засилено дипломатско присуство, Корча заради македонското национално малцинство Албанија, а Саудиска Арабија би рекол од стратешка и економска трговска природа. Значи причините се различни. Дали други земји ќе отвараат ДКП во нашата држава, тоа не би можел да го одговорам, бидејќи правото да каже која земја, каде и кога ќе отвора дипломатско представништво е изворно кај нејзе. Така да за жал не би можел јас да бидам тој што ќе го одговори тоа прашање. Дали се планираат иницијативи за унапредување на културната дипломатија и јакнење на македонскиот идентитет во странство? Дефинитивно и на повеќе такви иницијативи веќе работиме заедно со Министерството за култура и туризам, но исто така има и такви иницијативи кои што ги работиме со Агенцијата за иселеништво. Веќе се реализирани повеќе македонски културни денови во текот на претходната година во повеќе држави. Еден таков успешен ден на македонската култура имаше во Брисел пред неколку месеци, каде што покрај тие очекувани информации што ги добивме за еден прекрасен концерт на нашиот джез оркестар, добивав пораки од пријатели во Брисел, од кои што не ни знаев дека ќе бидат присутни на настанот. Сакам да ви кажам, навистина добил еден поширок и комерцијален размер тој настан и во таа смисла и во текот на следната година заедно со Министерството за култура и туризам и другите институции во државата имаме предвидено повеќе активности, меѓу кои што очекуваме во следната година, во 2027 година, најверојатно доколку се остане по планот, да се направи и една промоција на македонската уметност во Виена. Така да би можел да ви набројувам, но повеќе вакви активности имаме планирано. До каде е усвојувањето на националната стратегија за соработка со диаспората? Тоа е документ кој што е активен, веќе се применува и кој што е изготвен и подготвен заедно со представниците на диаспората и веќе работиме на негова имплементација, но оно што за нас е многу значено во односот со диаспората е тој да биде динамичен. Ние имаме се поголема комуникација. Затоа јас лично инсистирам на скоро секоја моја посета во државите каде што имам билатерални посети да се сретнам со представниците на нашата диаспора и изворно да ги слушам и нивните предизвици, и нивните идеи, но и нивниот инпут кој што можат да ги дадат во секоја различна сфера на општеството каде што тие можат да бидат активни. Министре, за крај би ве прашала кои се вашите активности во следниот период? Во следниот период имаме навистина повторно предвидена динамика на активности. Прво на крајот на месецот август, после многу долг период, одржуваме амбасадорски совет. Сите наши амбасадори и генерални конзули ќе бидат тука во државата.
каде што ќе можат изворно да слушнат од највисоките представници на државата, тука пред се мислам председателката, председателот на владата, председателот на собранието, за позициите на државата и гледиштата и приоритетите за следниот период. Имаме една заедничка квалитетна координација. Ни следува посета на вице-премиерот и министер за надворешни работи на Чешка, мојот драг пријател Петар Мацинка. Потоа го имам јас предвидена билатерална посета на Украина. Го придружувам председателот на владата Мицкоски, кој што ќе биде шеф на нашата делегација на Генералното собрание на Обединетите нации. Потоа следуваат повеќе други активности, така да и во есента и во зимото имаме предвидено навистина една динамична и активна агенда во делот на надворешната политика, но и надворешната трговија. Ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас.